Srednje, mirno! Najsto, ravnaj, se! Mir, do! Podesto, ra, se! Navestu, vojno! Dvajica idni členovi na Sojuzetnoj rezervnoj vojni starešini. Predstavite ni se. Lujić Mirko, mlađi vodnik iz Jajca. Pitomac vodnik Petro Dušan, iz Titova, kod Novog Sada. Bi me prašao, kako se odlučite da stanete rezerven vojen starešina? Nije bilo problema. U porodici sam imao već 2 aktivna starješina, to su mi ujaci. A i moji su baš namjeravali da odem na akademiju. Međutim, meni se to baš nije išlo odmah, pa sam studirao geografiju i završio, onda poslije toga i u školu rezervnih oficira i dobro je bilo. I сега ovdje, voš tip, služite vo kasarna i zadovoljite dve te baranje, da stanete i starešina i geografičar. Da, tako nekako. U Štipu je lijepo baš biti oboje. Upoznao sam lijepo Makedoniju, a i starješina sam tu. Što vas sve natjera da budete rezervne vojne starešine? Pa ja sam od ranije imao želju da idem u školu rezervnih oficira i ona mi se ispunila prošle godine. Tako da sam zadovoljan ovim uslovima ovdje u Štipu i nadam se da ću posle u rezervnom sastavu isto tako pružiti, da ću u rezervnom sastavu isto nastaviti ovo što sam započeo ovdje. Въобщите напори на југословенското општество за јакнење на своите одбранбени потенцијали, истакнато место и улога имаат резервните војни старешини. Во една прилика председателот Тито, обраќајќи им се на резервните војни старешини, го рече следното: да се биде резервен офицер, тоа треба на секого да му представува чест. Тој треба да ужива целосна доверба во народот. Другар Каледжиски, вие сте секретар на Сојузот на резервните војни старешини на Македонија. Бив замолен да ни кажете како дојде до основањето на вашиот сојуз и во какви услови. Сојузот е основан во познатите прилично сложени услови на 1952 година, а основачкиот конгрес ја одржан на 29 и 30 април. Основните документи, резолуцијата за општите задачи на Сдруженијето и резолуцијата по повод иредентистичката кампања и Лондонската конференција за Трст го одразуваа времето во кое тој се одржа. Кои задачи што тогаш ги постави конгресот посебно би ги одвоили? Пред се оние да го воспитува членството на богатите револуционерни традиции на нашите народи и народности, а особено оние од Народно-ослободителната војна и социјалистичката револуција. Преку таквото идејно-политичко дејствување да изградува таков морален лик на резервен старешина, готов секогаш кога ќе затреба, да ја изврши својата должност во одбраната на независноста и територијалната целост на нашата земја. Сојузот доби и посебна задача да работи врз општественото оспособување и борбеното подготвување на резервните старешини за успешно извршување на воените и војнополитичките должности во Југословенската народна армија, како и на јакнењето на нераскинливата поврзаност на армијата и народот. Гледано од сегашните услови, друга Каледжиски, овие задачи како да не изгубиле ништо од својата активност. Токму така, но се разбира со време тие добиле нови содржини и тоа во онаа мера во која што се менувале и условите за дејствување на организацијата и формите на нејзиното организирање, а исто така и методите на работата. Промени што биле диктирани од фактот дека работите на одбраната во нашата земја во се поголема мера и се понепосредно стануваат право и должност на сите работни луѓе и граѓани, на нивните самоуправни асоциации и општествено-политичките заедници. Се наоѓаме во кругот на органско-хемиската индустрија ОХИС во Скопје, каде што постои и успешно действува една од најактивните организации на резервните војни старешини. Па да ви ја представиме. Наш прв соговорник е другарот Киро Ивановски, председател на една од основните организации на резервните војни старешини. Другар Ивановски, колкав е бројот на резервните војни старешини во вашата основна организација и низ колку основни организации се одвива активноста на резервните војни старешини? Организацијата на Сојузот на резервните војни старешини во нашата работна организација брои околу 350 членови. Волкава гломазнена организација за подобра работа
поангажирано учество на самите резервни војни старешини во таа организација поделени се во 3 основни организации. Секоја основна организација брои од околу 100 членови и тие 3 основни организации работат самостално, меѓу себе координирано и подеднакво залагајќи се за програмските активности што се предвидени со планот и програмата од Републичката и од Сојузната конференција. Кои се основните преокупации и задачи на членовите на вашата основна организација? Нашата основна организација е составена од претежно млади резервни старешини, некаде 60% од резервните состав е до 40 годишна возраст и што дава гаранција дека тие резервни старешини во така млад состав, они се потекнати од школите за резервните војни старешини на Југословенската народна армија. А можем да речеме и тоа дека секој втор резервен старешина е член на Сојузот на комунистите, што значи дава гаранција за едно идејна и политичка голема активност во работата на овој резервен состав. Тоа се одвива преку планот и програмата, преку темите од првото и второто тематско подрачје за општо војно и стручно усавршување, а имаме и теми од општо образование. Резервниот состав во нашата основна организација соработува со штабовите на цивилната заштита кои делуваат и работат во склопот на нашата основна организација, како и територијалната одбрана. Ние имаме во ОХИС посебен одред за противавионска одбрана, бидејќи структурата на нашето предпријатие и објектите се такви што захтева одбрана од изненаден воздушен напад. Од оваа основна организација изникна и поголем број резервни старешини кои заземаат одговорни должности во Сојузот на резервните старешини на Македонија. Еден од нив е и Христо Иванов. Другар Иванов, на кои должности достега сте биле во Сојузот на резервните војни старешини? Во изминатиот 30 годишен период сум бил активен член на Сојузот на резервните војни старешини и сум поминал повечко должности од подпредседател на основна организација, председател на основна организација, подпредседател на реонски одбор, подпредседател на фабричката конференција во ОХИС, председател на општинската конференција Кисела вода и сега член на Републичката конференција на Сојузот на резервните војни старешини на Македонија. Вие сте стар член на овој сојуз. Што е по ваше мислење битно за да еден резервен воен старешина биде добар резервен воен старешина? За да еден резервен старешина биде добар старешина, потребно е високо идејна, морална, политичка свест, потребна е дисциплина, самодисциплина, самопрегор, самоиницијативност, почитување на претпоставените старешини, одговорност према поставените задачи, работни задачи и извршувањето на својата должност. Само таков работник може да биде и добар воен старешина. Во изминативе 30 години резервните војни старешини претрпеа повеќе промени. Кажете нешто за тоа, друга Калиџиски. На вториот конгрес, на пример, што се одржа 1954 година, само 2 години по основачкиот, согласно со развојот е извршено натомошно сообразување на правилата и задачите на Сдруженијето. Третиот, одржан 1959 година, донесува една значајна новина. Донесува одлука за зачленување на резервните подофицери во Сдруженијето, што природно доведе и до промена на името во Сдружение на резервни офицери и подофицери. Наредниот конгрес, што се одржа 1961 година, беше заеднички на сите боречки организации. Со него се создаде Сојуз на Сдруженијата на борците од Народно-ослободителната војна, во чиј состав влезе и нашето Сдружение. Но бидејќи Сдруженијето забележливо се подмладува со што туку завршени резервни воени старешини, се укажа потреба поради низа специфични задачи повторно да се конституира во посебна организација. Тоа практично се верифицира на 5-тиот конгрес одржан во 1969 година, кога организацијата го доби сегашното име Сојуз на резервни воени старешини на Југославија. На наредниот 6-ти конгрес Сојузот, така да кажам, ја доизгради својата физиономија на општествена организација,
како конститутивен дел на Социјалистичкиот сојуз, со што продолжи процесот на поопштествување на Сојузот на резервни воени старешини, како органска врска на поопштествувањето на одбраната во целина. Во согласност со измените во нашиот политички систем, во ноември 1978 година, наместо Конгрес, одржана е Конститутивна конференција, која многу конкретно ги набележа задачите на резервните воени старешини во современата фаза на нашиот општествен развој. Конститутивна конференција истата година одржа и Сојузот на резервни воени старешини на Македонија, на која, покрај изборот на нови органи и тела, беше усвоена акциона програма за активностите на преку 40.000 резервни воени старешини од нашата република. Програма врз која се темелеше нашата севкупна активност во последните 4 години. Што представува и се разбира се уште представува белег таа акциона програма? Таа пред се е градена врз основа на ставовите од документите на последните конгреси, и тоа на 11-тиот на Сојузот на комунистите на Југославија и на 7-тиот на Сојузот на комунистите на Македонија. Таа ја одразуваше решеноста на резервните воени старешини од нашата република доследно да се залагаат за остварување на познатата Титова концепција за општонародната одбранбена војна, како и за спроведување на иницијативата за колективна работа и одговорност. Врз овие основи беа градени и задачите на резервните воени старешини во врска со познатите настани на Косово. Врз тие основи успешно действува широка мрежа на 34 општински и 528 основни организации во местните заедници и организациите на здружен труд во нашата република. Општинската организација на Сојузот на резервните воени старешини од Штип број над 1300 члена, организирани во 12 основни организации, од кои 8 во местните заедници и 4 во организациите на здружен труд. Како резултат на своите постигања и досегашни резултати, општинската организација добила повеќе признанија и одликувања како од сојузната организација, така од републичката, и признанија од општествено-политичките организации во градот и работните организации. Еден од досегашните најголеми, да не речем, успех на општинската организација е секако средбата Братство единство 79, тоа е сојузната средба на резервните воени старешини од Југославија. На 9-та средба на резервните воени старешини воспоставивме најблизок контакт и однос со резервните воени старешини од Сплит и Далматинската регија. Како резултат на добрата соработка и збратимувањето на двете општински организации, дојде до збратимувањето и на градовите Сплит и Штип. Покасно, исто така, имавме збратимување и на општинските конференции на резервните воени старешини од Чачак и Сплит, пак како резултат на средбата што се одржа во Чачак. Мислам дека резултатите на општинската конференција на Сојузот на резервните старешини од Штип се резултати благодарение на соработката што е воспоставена помеѓу Југословенската народна армија, односно гарнизонот во Штип, територијалната одбрана и сите други структури каде што нашите резервни воени старешини се распоредени. Дали би сакале нешто да ни кажете за конкретните активности што се извршуваат во организацијата на резервните воени старешини? Спектарот на тие активности е прилично широк. Почитувајќи го времето што ни е на располагање, би се задржал само на некои. Во областа на идејно-политичкото и општевојното оспособување, популарно наречено обука на резервните старешини, според годишна програма се разработуваат поголем број така наречени општи теми, потоа теми од применетиот дел и во третиот дел информации за војно-политичката состојба во светот, за политичко-безбедносната ситуација кај нас, како и информации за достигањата во странските армии. Сепак,
Најголемо значење би им придал на активностите сврзани со акциите на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, а пред се акцијата Сите во одбрана и заштита, низ која практично се проверува оспособеноста на резервните воени старешини за успешно извршување на своите мощни одговорни задачи во зачувувањето на основните вредности на нашето социјалистичко самоуправно општество, независната и неврзана политика на нашата земја, националната рамноправност и територијалната целост. Разговараме со уште еден резервен старешина, издигнат од редовите на резервните војни старешини во органско-хемиската индустрија ОХИС во Скопје. Тоа е Русе Манчевски, сегашен председател на градската конференција на Сојузот на резервните војни старешини на Скопје. Дугар Манчевски, градската конференција на Сојузот на резервните војни старешини на Скопје брои над 15.000 членови. Каква е организационата поставеност и какви се досегашните резултати во идейно-политичкото образование и во војната подготовка на членството? Како што рековте, градската организација на Сојузот на резервните војни старешини брои над 15.000 члена. Таа е организирана во 5 општински конференции на Сојузот на резервните војни старешини и околу 140 основни организации. Од тој број 32 основни организации се на производен принцип, додека останатиот број е на територијален принцип. Сакам при ова да искажам дека прв пат ние во Македонија, посебно во Скопје, пристапивме на организирање на основни организации на производен принцип, што се покажа многу практично во работата. Тоа е некое ново искуство. Какви се резултатите од него? Можам да ви кажам дека од размената на искуствата со организации од главните градови на Југославија, тие го прихваќаат нашето искуство и спрема оно како тие размислуваат сега, ќе организираат и тие такви организации, бидејќи сметаат дека е тоа и едно солидно искуство од работата на нашиот сојуз. А какви се резултатите од идейно-политичкото образование и од борбената подготовка на членството? Сакам да кажам дека уште прие да завршиме со програмата за идеолошко-политичка обука и општовоено образование, за минатата година ние пристапивме кон подготовки за оваа работа за 1982 година. Морам веднаш да ви кажам дека нашата активност на овој план се одвива во рамките на планот за општо воено совршување и општествено политичко образование во програмата што е единствена за целиот наш сојуз за Југославија. Досегашните наши подготовки се направени во следното. Ние веќе имаме одржано 2 инструктивни предавања за активистите предавачи за организацијата во градот во заедница со општинските конференции, и тоа за темата партизански дејства во услови на општонародна одбранбена војна и втората тема за специјалната војна. За овие две теми на кои зедоа учество некаде околу 800 активисти, сега е во фаза на реализирање на програмата во основните организации. До сега, според нашите согледувања, околу 35 до 40% се веќе овие предавања одржани во основните организации, што значи во наредниот период останува уште во останатите организации да се спроведе. Кои се плановите за наредните активности на организацијата? Од програмата за идеолошко-политичка образование и општовојна обука ни останува уште една тема, тоа е основите на општествената самозаштита. Меѓутоа, нашите активности нема да се запрат само на заедничкиот програм, напротив, ние во наредниот период ќе посветиме поголемо внимание на применетиот дел на обуката. Би завршил со констатацијата изречена на последната седница на Републичката конференција од февруари оваа година, дека во изминатите 30 години резервните војни старешини на дело и во практика ја изразуваат својата длабока, револуционерна определба за политиката на Сојузот на комунисти и патот зацртан од другарот Тито, а тоа е патот за континуитет на нашата револуција.